Зборуваме за зимскиот распуст. Најубавиот период од годината за децата, но и за родителите. Со Марија Кунеска, психолог, се консултираме во продолжение. Добро утро официјално. Добро утро. Марија, како влие, ајде вака да започнеме, зимскиот распуст од психолошки аспект на децата? Зимскиот распуст е период кој влијае на децата позитивно пред се и на нас возрастните влијае позитивно затоа што пред се тука се оние традиционални празници кои не поврзуваат. Семејни празници кои ни укажуваат колку е вредно ние да бидеме заедно и колку тоа поврзување е важно за развојот на децата пред се и за развојот на семејството и оние семејни односи. Целиот тој аспект на овај распуст ни укажува дека најважниот дел на кој треба ние да обрнеме внимание како родители на нашите деца е поврзувањето со нашите деца. Самиот празничен аспект ни укажува. Од друга страна, оној психолошки аспект во однос на поврзувањето ни покажува дека безбедноста, сигурноста, социјалните вештини, онаа поврзаност и безбедност со родителите, важноста на семејството и важноста на некои традиционални обичаи кои ги имаме и кои ни укажуваат на таа поврзаност со семејството, го подобрува развојот кај детето од психолошки аспект со оглед на тоа што ги поттикнува емоциите кај детето, пред се позитивните емоции и токму со тоа ни укажува дека од психолошки аспект влијае многу позитивно. Друг дел од психолошки аспект кој е многу важен е самиот одмор од училишните активности и период на зима, кога немаме баш снег, ама Сабајлево почна да провеува снег. Кога дојдовте имаше се уште ли? Се уште провеува? Провеува, кога доаѓав, провеува снег, али малку, некако и баш би се радувале да има снег, затоа што децата едва и чекаат да има снег и ќе бидат надвор, што е многу важно, за да не бидат цело време внатре, ама самиот период ни носи моменти да излегуваме надвор, да одиме во црква, да бидеме со семејството, да ги посетиме роднините, да посетиме, например, водно, да прошетаме во природа, затоа што повеќето родители се слободни за овој период. Така да и одморот од училишните активности кој го спомнав е исто така важен, затоа што после толкав период на неколку месеци постојан притисок на активности кај децата е потребен одмор, да се акумулира сето она што е научено и да се одмори малку од мозокот од тие активности. Сега кога комплетно се минува дневната рутина, не само за децата, туку и за родителите, колку е добра таа промена и дали таа промена треба да се случува може би постепено или нагло. Од утре е промената дневната рутина, од 20 комплетно е промената дневната рутина. Промената секако е добра. Во секој аспект промената е добра, бидејќи ако не правиме промени, ние не учиме. Промената за децата е добра, бидејќи ги учиме на флексибилност. Токму овој период ни помага да ги научиме децата дека и друг начин на функционирање треба да се прилагодат и на друг начин на функционирање. Но од друга страна, колку промени на вистина ќе им направиме. Делот освен што ќе спијат до кога сакаат. Не смееме тие промени да ги направиме. Тоа сакам да кажам. Каде е балансот во менување на дневната рутина? Многу во кажавте да се одржи баланс, а балансот не значи контролирање и ограничување, туку одржување една подобра дисциплина, односно начин на функционирање. Кај децата многу е важно тој баланс да се одржи, сонот, оброкот и онаа поврзаност и безбедност која ја имале со родителите. Тој момент да не се пропушти во овој период може да се одржи, да се станува приближно во слично време, да се има активности наутро кога ќе се стане.
и оброкот да биде исто во исто време во кое што детето претходно го имало. Бидејќи тоа се основни работи кои детето потешко подоцна може да се прилагоди. А во однос на балансот на другите активности, дефинитивно ги учиме на флексибилност и промените се добри, но како ние ќе ги прилагодиме и ќе ги принесеме на нашите деца како родители е многу важно. Поврзувањето на родител-дете е одлична можност сега во овој период да се оствари онака како што ние сакаме, да се доближиме повеќе, да имаме повеќе другарски однос, можеби да детето да сподели со нас и некои емоции кои што ето станале некаде затворени, но и да направиме едно одлично другарско поврзување. Како да успееме во сето тоа? Пред се без брзање, да се насочиме на емоциите на нашите деца и на моментот колку е важно ние да разговараме отворено и да ги слушаме. Децата имаат многу да ни кажат, сме немале време, додека сме биле постојано на работа, децата немале време, биле постојано со училишни активности. Сега е одличен период ние да се поврземе нешто повеќе, а и самата традиција и обичаите ни помагаат во однос на тоа, така да имаме и доста активности преку кои можеме да се поврземе со нашите деца и со оглед на тоа од утро до вечер. Ќе ни дадете предлог, неколку предлози секако. Социјалните вештини се обидуваме да ги заштитиме некако децата во овој период од годината, да не бидат толку изложени на студ, на мешање со луѓе, да ги заштитиме од грип, настинки и така натаму. Токму тие социјални вештини пак треба да ги задржиме и да бидат присутни, затоа што еве кај да е, треба да почнат повторно во училишните клупи. И тука каде е балансот? Знаете, знаат повеќе родители на тој начин да постапат, да ги одвојат децата од другите деца заради заштита од грипови, болести и настинки. Но ова е период кога апсолутно можеме да ги изнесеме децата надвор и цел ден да играат на улица со другарчињата. Секако ќе настинат, мора тоа да си го ставиме. Ќе помине и тоа. Да, ќе помине, затоа што имунитетот и така се јакне, но нели го имавме Коледе, одиме во црква, период кога нели излегуваме надвор и се дружиме со роднините, со пријателите, со некои роднини и после толку време сме се виделе. Дефинитивно тој социјален аспект се зајакнува. И не мора секогаш да биде тој социјален дел со врсниците, туку многу е важно да го зајакнеме и со нас. Тој социјален дел, ние да бидеме пред се тие кои им не достигаат во овој период, да бидеме во игрите на децата, да играме заедно со децата, да го зголемиме тој аспект на социјално изолирање, кое ќе им го обезбедиме како родители, поради гриповите, ние дома да им дадеме активности кои социјално ќе не поврзат пред се нас како родители со нив и ние да бидеме деца заедно со нив, за да може тој социјален аспект да не се испушти. Не е ни некој долг период, дефинитивно тука има активности кои секако повторно ги поврзуваат, ги радуваат децата, но делот кој е многу важен е ние да се поврземе со нашите деца, кој е дефинитивно онака повеќе пропуштен. Сега го чекав прашањето, под наводници паузирање од учење, добрите и лошите страни? Пауза на секому му треба. Дефинитивно на децата им треба, затоа што самите училишни активности се притисок за децата, им треба малку поголем одмор. Имаме држави и училишта кои имаат 3 пати одмор во училишната година, токму заради тој момент, бидејќи на децата им треба одмор од тој училишен притисок. Не значи дека нема да учат за време на распустот. Дефинитивно има многу работи за кои можат децата да учат за време на распустот. Како би учеле? Како би го надоместиле делот на пауза за учење? Најнапред треба да учат за своите емоции, заедно со своите родители. Можеме да ги седнеме и да ги прашаме како се денес. Можеме да измислиме божична приказна заедно. Можеме да играме еден тон игри за емоции заедно, каде што ние ќе ги учиме децата како
да ги развиваат своите позитивни емоции и да ги контролираат своите негативни емоции, односно и да станат свесни за своите емоции. Одличен период каде што тој дел може да го развиваме. Потоа исто така тука ни е традицијата, религијата, голем дел во кој околу кој децата многу малку знаат. Ние можеме низ игра, приказна, раскажување, низ примери и сето она кое го правиме како традиција и обичај во нашиот дом, ние да ги учиме како било во наше време, што значи традицијата, затоа што овој период нас не учи на добродетел, на правење добри дела, што е љубов, што е внимание, што е добрина. Токму на тоа нешто е одличен период ние децата да ги учиме. Можеме други моменти да учиме преку одредени филмови кои ги гледаме, преку одредени игри или приказни кои ги читаме заедно со нашите деца. Не мора да се задржиме токму на тие училишни активности, може нели секако да ја прочитаме лектирата, но да не биде толку многу. Момент да еве можност каде да не затаиме, а тоа е да ги прочитаме лектирите. Да ги прочитаме лектирите, може 3-4 дена ете пред почнување на училиште да се подсетиме на сето она што сме учеле, да го повториме, но сето тоа се прави заедно во договор со нашето дете, од тргнување на екраните, намалување на тој период пред екраните, изголемување на време заедно со себе, играње, правење други активности кои се многу важни за развојот. Марија, кој е најголемиот предизвик за родителите за време на детскиот распуст? Да го пополнат времето на своите деца. Дефинитивно, често ја зборувам и кај мене кога ќе дојдат во ординација дека треба да бидат креативни. Како да бидам креативен не сум. Тоа доаѓа само од љубовта и вниманието кон своето дете. Доволно е ние да сакаме да му посветиме внимание на своето дете. Нашето дете ќе ни даде милиони идеи, ќе го изрази сето она кое го има во себе како емоција и преку емоцијата доволно е да се поврземе детето само ќе си ја пренесе својата потреба од играта или она кое сака да го слушне. Важно е ние да му посветиме време на слушање пред се, внимание на нашето дете, а игрите сами ќе си дојдат. Не мора многу да сме креативни, само да го слушаме нашето дете за да ја доживее безбедност и поврзаноста со нас и да доживее дека ние сме секогаш тука за него и како пријатели, и како родители, и како еден безбеден простор за нашите деца. Марија, вие често организирате и преботилници, можеме така да ги наречеме работилници, на сосема други теми, но теми кои што се голем предизвик во развојот на децата и пред се, она што го правите, тоа е да ги слушате децата што има да кажат. Па еве кога е во прашање, ако зборуваме за родителите кој беше најголемиот предизвик и она што ми одговорите, што за децата пак од друга страна е најголемиот предизвик, што тие велат дека е начинот кој што сакаат да го пополнат слободното време, што им недостасува? Им недостасува внимание и да бидат слушнати. Апсолутно на сите деца им недостасува. Најмногу им недостасува од најблиските вниманието. Да, од врсниците, бидејќи живеат во едно време каде што ние имаме многу агресивни деца, за жал, во училишните клупи, каде што децата кои сакаат да се изразат не можат и агресивните деца не знаат и не научиле други начини да се изразат. Така да бидат слушнати, видени и на соодветен начин сето тоа да можат да го изразат, односно да почувствуваат совет, сигурен совет од другата страна, совет кој нема да им биде наметнат, туку ќе го научат низ пример, е нешто кое навистина им недостига на децата. Генерално на сите деца со кои правиме и работилници и со кои работиме секојдневно изминативе години, а сето тоа се согледува на крајот од целата работа, се согледува во односот помеѓу родителот и неговото дете. Тука несигурноста е изградена или па сигурноста кај нивното дете. Колку родителот е присутен да слушне, да биде тука и да биде како пример за своето дете тука. Децата нема можеби директно да го изразат тоа, но со текот на времето како што доаѓаат кај мене и работат на своите емоции, директно ќе кажат на својот родител дека не е доволно присутен, дека сакаат вакви моменти со него, сакаат такви, бидејќи кога ќе си дојдат од школа, домо треба да е тој сигурен простор каде што можат да ги изразат своите емоции и се што им недостигало да можат да го кажат. Па добро и за нас родителите
домот е сигурниот простор. Да. Благодарам, Марија, благодарам што бевте гостинка денеска. Посакувам да се гледаме за убави работи, да се споделуваме совети пред се за наша помош и насока, ако некаде во обврските можеби затаиме. Убаво да се слушна некој совет плюс, да се подразбудиме, еве го и викендот е пред нас, студено, ќе биде одлична можност да си бидеме дома. Одлична можност и да бидеме надвор пред се, ако има снег и биде. Ако има снег. Ние сме навикнати, нови генерации семејства, некако дома, затоа што се уморни од работата, па дома. Не, надвор мозокот работи, треба да бидеме во природа, каде што ќе прими кислород, детето надвор добива повеќе идеи, му се дава тоа слободно време и креативноста излегува од него. Дефинитивно треба почесто да излегуваме од домот, иако домот е, нели, тоа сигурно место, но ние треба да го обезбедиме домот како таков и ни се игра и време поминато соодветно со нашите деца. Марија, благодарам. Благодарам и на вас.